социјалната психологија, казните, но и наградите се дел од начините на воспоставување на некаква социјална контрола и се базираат на некои примерни механизми на условување на човековото однесување и на таков начин се правени истражувањата во оваа област. И јас би кажала само за најосновниот механизам, иако има многу посложени кои што може да се објаснуваат, кои што истражувањата ги покажуваат, на кои што функционираат казнувањето и наградувањето. Наградувањето функционира на принципот на задоволство, односно кога добиваме награда ние чувствуваме одредено задоволство, а додека пак казнувањето функционира на принципот на избегнување на непријатност. И ова се некои базични мотиви кои што го движат човекот. Психолозите исто така истражувале и која е потребата на луѓето, односно кои се мотивите кои што се во позадината на казнувањето. Значи кога веќе и тука на некој начин ќе се надовезам и на професорот Узунов, тоа што го зборуваше како се одредуваат казните и висината на казните. И постојат два принципи кои што во истражувањето кои што го консултирав ми се биде интересно, се обработени и кои што сметам дека се доволни како предизвик за оваа дебата. И тоа се мотиви кои што на некој начин го базираат и потоа и казнениот систем како ќе се воспостави, односно како вид на казни ќе доминираат во казнениот систем. Еден од мотивите за казнување е да се одложи сторувањето на прекршокот и она што го викам да се избегне казната. И овој принцип на одложување всушност подразбира повисоки казни, поригорозни казни, но исто така и елемент на јавност во казнувањето, односно дека кога се изрекува казната треба да биде јавно за да прати дополнителна порака до останатите членови на заедницата да не го сторат прекршокот. Додека другиот мотив за казнување е мотивот на заслуга, односно да оној што го сторил прекршокот добие казна која што на некој начин ја заслужува или ја го компензира прекршокот или штетата која што е направена. Во истражувањето се покажало дека луѓето сметаат дека пофер се казнувањата кои што се на база на заслуга и дека само во случаи кога се работи за големи злодела и прекршоци ги оправдуваат казните од првиот вид во кој што нели се воспостава некако вид на одложување, односно казните се огромни и вклучен е моментот на нели јавност при казнувањето. Овие принципи ги спомнувам за да може во дискусијата потоа нели да анализираме како функционира всушност нашиот и како се воспоставува во последниве години да функционира овој казнен систем, но исто така уште повеќе за тоа како влијаат овие казни врз целокупното функционирање на човекот и од психолошки аспект. Како што реков на почетокот, казнувањето е избегнување на непријатност и секоја казна со себе повлекува една низа на негативни емоции, ги велим, затоа што негативно се одразуваат на функционирањето на човекот, почнувајќи од фрустрациите, стравот, немоќта која што може да се доживува, гневот, бесот и така натаму.
И овие не се емоции кои што индивидуата ги чувствува сама за себе. Ова се емоции кои што ги комуницираме, се разбира, и се дел од она што создава атмосферата во која што ние живееме, работиме и така натаму. И на тој начин всушност можеме да видиме колку кога сме изложени на закани од секакви казни на секој чекор, на кој начин може тие само заканата, а камоли соочувањето со казните да влијаат. За соочувањето со казните јас не можам да избришам еден пример од глава кој што е веројатно поодамно од летоска, меѓутоа ми се врежа ме допре длабоко, кога имаше еден човек чија што сметка од пензијата, на која што добива пензијата, била блокирана од извршители, а тој единствениот во семејството кој што остварува некакви приходи со кои што го прехранува целото семејство. Тоа се случи во Прилеп, кога тој од немоќ, но и некаков вид на протест, легна на раскрсница и на тој начин ја изрази својата немоќ, но и протест кон општеството.